Добро вече, вие сте со нова епизода на Политиканти. Јас не ги бројам ни епизодите, а и ни сезоните, искрен да бидам. Јас сум Боријан Јовановски, а во Виена вечерва со мене... Добро вечер од Виена, Сашо Ордановски, четврта сезона е буко, ама која епизода да не утепаш ја? Не, се откад 19-та, Александра и Фичо кажува 19-та. Да. Па они се архиварите, така што они се чувари на печатот. Сашо, во Виена си добар си, одличен. Знаеш, сакав малку на публиката, јас ја обожавам Виена. Стално ми е многу убаво тој град. Инаку тоа е еден од градовите кои малку додека се подсобере публика да раскажеме за Виена, кој редовно, не знам дали е уште, но се наоѓаше на првото место по квалитет на живот во светот. Или ако не е на прво место, тоа е во топ 5, да речеме. Зашто? Мислам, пејдеќи сега го имаш секојдневието таму. По последното мерење, мислам дека Цирих е на прво место, па после тоа е Сингапур, ама секако е Виена меѓу првите 5 до 10 места. Стално е тука, да. Види, Боко, кога ќе ме прашаат луѓето како ти у Виена, многу тешко се навикнувам на подобро. Бидејќи, знаеш како, на полошо лесно се навикнувам, бидејќи доаѓаме од полошо. И второ, кога е полошо, мислам, изборите се лимитирани, знаеш што можеш, знаеш што не можеш. Кога наидуваш на град како Виена, како што и сами одвелиш, кој што комплетно функционира, јавен транспорт безпрекорен, тоа стало да прави луѓе кои што се германци, ама не се германци, мислам, австријанци, ама не се денековија германци. Имаат понешто јужњачко, балканизирано. Еден меѓународен центар, дека има белки 200.000 бивши Југословени, може и повеќе. Повеќе се зборат, има нели поделена на бецирзи и така натаму. Сега е баш добро времето пошто нема многу туристи. Морам да ти кажам, инаку е светски центар на туризмот. Австрија, која не излегува на море, по туризмот е меѓу 10 најголеми, па веројатно светски велесили туристички. Се замисли земја која не излегува на море. Но има скијање се, многу народ оди сега на скијање во Австрија. Туку градски превоз, кола не ти треба во Виена, така? Градски превоз, да. Види, прво паркинзите се исто така ограничени, треба да најдеш место да ти паркираш и така, не е ефтино и сето тоа. Второ, градскиот превоз феноменално функционира, а право ти кажам, земам велосипед од почетокот на март, бидејќи не знам дали видовте, Виена денеска, Виенскиот аеродром беше затворен, пошто прв пат падна толку многу снег после не знам колку години, им требаше време дури и аеродромот да го исчисти. Еве сега доаѓам на кај канцеларијава, од кај што се јавувам во подкастов, снег има, мислам, улиците се чисти, се разбира и тротоарите, меѓутоа ноќеска падна едно, да речеме 15-20 сантиметри снег, што е за Виена одамна невидена ситуација. Ти тамо блиску си до наш маркт и ова Марија Хилферштрасе. Јас сум во еден поширок центар на градот, за оние кои што ја знаат Виена, тоа е сум на 50 метри од Фриеденсбрике, кој што е еден од мостовите кои што одат над каналот Дунавски во тој поширок центар на градот, така што од центарот сум пешки одење, да речеме 10 минути 15 пешки. Бидејќи функционираат сите овие трамваи, метро, автобуси, тоа безобразно, види, во секунда, мислам, нема шанса нешто да задоцне и така натаму. Тоа е решено феноменално. Инаку да ти кажам, тоа кај нас, сега градоначалникот, не пратиш медиуми македонски, предпоставам телевизија. Следам, како не следам. А градоначалникот беше на Телма и кажа дека он уствари нема магично стапче сега во март, како што рече во кампањата. Сега најднаш нема магично стапче за нови автобуси, автобусите се крш. Имаше една репортажа, гледав, не знам каде, со сати се чека, не се знае кој стига, дал стига воопшто. Просто човек не може никако да смета на градски превоз. И една статистика имаше дека се помалку луѓе користат јавен градски превоз, бидејќи едноставно тоа не е никаков сервис. И сега пак е тој муабет за нови автобуси и сега нема, почекајте, нема да биде тоа март, нема магично стапче, добро, окей, тоа зашто го блокираат Данела претходно да се одобрат пари за да се купат нови автобуси, тоа нормално не е тема.
до јуни па или на есен ќе има нови автобуси, но наш муабетот ми е стално прават муабет за нови автобуси, кога е тоа некакво решение. Мислам, нови автобуси секако треба да се купуваат, бидејќи тие се амортизираат со текот на времето, но на зашто никој не зборува, тоа е системот кој треба да се направи за да тоа функционира. За да имаш јавен градски превоз, како што е во Виена и како што знаеш, каде што ти имаш временска една табла кога се поаѓа, кај, кога, кој стига и тоа е цел еден систем кој треба да се воспостави во градскиот јавен превоз, за кој никогаш никој не разговара. Нови автобуси ќе ги донесат и тие ќе пак ќе дотребаат, и ако се организирани во јавното градско предпријатие на овој начин на кој се, повторно нема да се знае кога доаѓа автобус, дали ќе има автобус, и едноставно луѓето мислам стварно не можат да сметаат на таа работа, како нема јавен градски превоз, тоа е. Ја боко биодел малце порадикално од оваа твоја констатација која се разбира точна. Меѓутоа мислам дека не е само проблемот што они не можат системот да го воспостават. Мислам дека имаат комплетно погрешна филозофија. Во која смисла? Значи, филозофијата на нашите градоначалници, особено кога се од ВМРО, особено од времето на Груевски, Коце, Трајановски и така натаму, е да привлечат што повеќе автомобили во центарот на градот. Потоа дојдовме до овој проблем да нема кај да се паркира. Тие ширеа булевари, укинуваа дрва сеча, правеа што повеќе за да луѓето, особено кога во последните би рекол 10 години ти имаш дневно најмалку меѓу 50 и 60 илјади автомобили во Скопје кои доаѓаат од внатрешноста во Скопје. Дури може би повеќе. Така што ние се справуваме со проблем на едно што знам, едно 300-400 илјади автомобили, ја веќе не знам кои се официјалните статистики, кои што сите се натрупуваат, главно има неколку критични точки, нели клинички центар и така натаму. И сега гледам пак ќе прават што е само половично решение, ќе прават нови катни гаражи во клинички центар и така натаму. Бидејќи не ја менуваат филозофијата. Они наместо да одат со концептот на град, што тоа е. Не само тоа, него Буко, нам ни треба радикален пресврт. Па дури ако сакаш безобразно радикален пресврт. Например, мислам дека државата би било добро да се задолжи со стотици милиони евра за да почнеме да правиме некакви модерни решенија транспортни. Ајде да не кажам метро, бидејќи тоа одма сега ќе им се тикне коса на глава, ние сме еден од ретките градови во Европа кои што нема. Меѓутоа немаме ни оној брз транспорт што беше, што го предлагаш Шилегов. Немаме ни трамвај, за кој добивме патеби и подршка од Европска банка за развој. А притоа, ако смеам само да додадам, Скопје прво рамен град, што е исклучителна поволност и он е поставен на една главна оска, тоа е отприлике Ѓорче до Драчево до Лисиче кај што излегува, и на уште една која е водно према Чаја. Значи, прво е рамен град, второ има река која оди низ центарот на градот, практично тече низ самијата центарска. И сега, наместо да направат политика, што повеќе велосипеди, ама агресивна политика, значи со осветлени патеки ноќно време, со покриени патеки. Во други земји, види, во Шведска се водат велосипеди како што знаеш и во јануари. Затоа што тоа е така средено и чисто направено, а не по Македонија која има не знам колку сончеви денови во година. Снег нема оваа година воопшто, например, никаква. Да. Значи, сакам да ти кажам, пристапот им е комплетно погрешен. Тоа го поклапаат со една агресивна пиар кампања, се караа со Данила не способна, не може да купи. Еве ги сега овие дојдоа на власт и они не може да купат. На крај ќе купат некакви автобуси, бидејќи тоа, да не заборавиме, има убав интерес. Слушавме на разговори. Тоа не ни го решава проблемот. И имаш, не знам дали ја виде таа вест, ќе се прави нова градска плаџа. Градска плажа. Да, ја го видов тоа негде на Facebook. Тоа едно време Коце правеше Па што ќе се бањаат луѓето на таа плажа? Тоа Коце нели нешто се занимаваше со тоа, као не знам што им значи, стварно малце ми онака, не знам, али звучи као не знам, онака. Абе види да ти кажам, тоа е една комбинација на приградско-провинцијски идеи кои што
Ја не викам дека они имаат лоша намера, не викам дека се тоа зли луѓе и така натаму. Меѓутоа, знаеш, тој е како еден бивши голем социјалистички директор на неколкуте најважни хотели во Охрид, кој ми раскажуваше на времето кога му викав: "Абе Дуро, зашто немате air conditioning?" Сашо ми вика: "Ако ставиме air conditioning, сега доаѓа време ние да ги приватизираме хотелите, знаеш ли колку ќе се дигне цената?" И сега, добро, викам, кој ќе ги приватизирате, што ќе правите? Па вика, со 5 звезди хотел. Добро, му викам, ти си бил некојаш на ноќевање у хотел во Париз или во Лондон со 5 звезди? Не, вика, скапо би. Абе, како ќе правиш хотели со 5 звезди? Кога не си преспал една ноќ у хотел со 5 звезди? Ете така и овие. Инаку, на тоа со градска плажа и со Вардар, кој нема потреба да било кому, ние сега кажуваме како тоа изгледа и како е таа вода загадена. Апропо Европска Унија и можни блокади, никој не го чита во скоро сите резолуции, од како паметам, од кога ги следам на Европскиот парламент, грците инсистираат секогаш за решавање на проблемот со загаденоста на Вардар. Бидејќи имаат проблем. Таа вода ниф им оди во морето, им легува, мислам, оди во Грција. И тоа, ако почнеме преговори... Тоа е вода од пластика. Да. Ако почнеме преговори, тоа ќе биде сериозен проблем кој Грција ќе го отвори. Да, не зборуваме за другите, ни може да почнеме и за другите, бидејќи што се однесува до Грција, не знам да го гледаше Антонио Милошевски кој го враќа името. Не го гледа, сигурен сум дека ќе го врати. На заклетвата на новиот уставен судија, он се појавува како подпредседател на парламентот, веројатно тоа е се аранжирано, и ја чита заклетвата, и во заклетвата при тоа вика: "Јас ја почитувам уставот на Република Македонија", при што, одма тука они го кршат уставот на лице место. Соси уставниот судија кој по него повторува Република Македонија. Сега, мислам, не знам, тоа е, еве, го вратихме името. И но се плашам дека тој тип на такви ситни, како да ти кажам, пиар штосови кои треба да задоволат извесен број на група на луѓе, дека тоа не знам дали води некој сметка колку тоа ќе чини. Тоа ме... Еден коментар, ако можеме да направим, не сум ја гледал ова што кажеш, тотално личи на Антонио Милошевски. Антонио Милошевски е еден исклучително интелигентен човек, кој во својата 30 годишна политичка кариера, можда и повеќе, нема направено ништо добро за Македонија. Ниту па има нешто друго работено. Официјално тебе за Македонија. А живее на буџет 30 години. Човек кој разбира политика. Ја не памтам, еве и ти го знаеш исто колку јас, дека некој нешто добро направил за држава. 30 години е на буџет. 30 години е на буџет. Паразит. И при тоа, нормално, сега ќе ти раскаже и за името, ако слушавме за името во телефонските разговори, и за неговите други овие афери, кои сега треба да биде тоа СЈО, кој беше политички монтирана хајка против ВМРО и така натаму. Не знам што да кажам. Сашо, врзано со телефонските разговори, ми направи еден така горчлив вкус, остава печаток една оние кутри роми, мислам, се разбира нивните реакции беа непримерни околу, ова што се случуваше со казните, со колите, но тоа забележав по социјалните мрежи, но такво присуство на една, можем да кажем, на отворен расизам, што дури Миле Бошњаковски има еден убав текст напишано, тоа се појави на фашизам просто, со една таква дискриминација, при што имам впечаток дека тие луѓе кои на тој начин ја третираат таа популација, воопшто се свесни во каква реторика влегуваат, мислам, во реторика на злото. И се до онаа постапка на владата кај што ги тераше другиот ден они да излегуваат на камери, да се снимаат и да се извинуваат.
Казни го, тоа е казна, треба да го казнат и не знам, може да разговара, ама целата таа постапка ја отвара пак таа тема за ромите кои се стварно во Македонија дискриминирани, кои се една вака популација која е препуштена сама за себе. Мислам, повторно ќе речам, немам намера никаква да ги бранам нивните изјави као ние тука војна ќе убиваме, не знам што и такви глупости кои ги трескаа некој од нив, но не е начин да го вадиш ти сега на камера него, тоа е она Гордана, бившата министерка во разговорите што ги слушавме, ќе ги вадиме за уши циганите и така натаму. Тоа е тој тип на мајндсет во однос на ромите. Не знам шака. Бири Борјан, малце така дегутантно. Ние после 2001 година го одбравме со договор што се правеше, Охридскиот договор и така натаму, го одбравме моделот на интегративен модел на малцинствата. Тоа пред се однесува на најголемата група на немакедонско население, албанците и така натаму. И тој модел функционира со сите своји проблеми, околу 25 години, функционира политички продуктивно. Меѓу другото, моделот е така направен да те тера да мораш да правиш компромиси, да мора секојаш тоа, барем таа голема група, ние дури не ги викаме ни малцинство во овој уставот, туку викаме кои не се етнички македонци и така натаму. Но за разлика од тој интегративен модел према, би рекол, дури особено према овие, да кажем, немуслимански малцинства, како што се србите и така натаму, кон ромите се уште продолжуваме со една политика на сегрегација. Апсолутно. Значи, ги држиме во некакви предградски населби на поголемите градови. Секој поголем град има своја ромска населба, Шутка е огромна, се разбира. Не дека они се лишени од политички права, меѓутоа тие политички права многу тешко се развиваат и растат, а истовремено социјалниот статус практично заостанува дури и зад ова општествена една ситуација која во Македонија за никого не е не знам каква. Меѓутоа ромите ги сегрегираме, а тоа е ги гетоизираме и потоа се чудиме зошто таквото население социјално реагира така како што реагира. Например, не сум прочитал ни една студија, може да постои, може да ја не сум ја прочитал, да го видиш ти процентот на ромите во затворите во Македонија. Значи, во Македонија има диспропорционално многу роми во затворите во однос на тоа колку се они застапени во општеството. Никој не се занимава со тоа. Имаме 22 правни факултети, ова што министеркава сега се труди да не да го реформира високото образование, туку мислам дека ќе го укине вака како што тргнала. Меѓутоа, никој не се занимава, да, прогласивме деценија на развој на ромите. Таму веднаш се разбира меѓу ромите ги имаш, они имаат веројатно најмногу политички партии по глава на жител во Европа, во етничка смисла говорено. Мислам дека во Македонија најмалку 10-15 ромски партии или беа 9, не ме држи за збор. Се разбира дека сите нивни политичари се исто толку корумпирани колку и нашиве и така натаму, ама они па тргаат една позиција кај што се дополнително на располагање за големиве коалиции за се и се што, бидејќи се многу ефтини. И потоа нивното напаѓање од страна на политичари, од овие, да кажем, социјални мрежи, е практично бесплатно, е најефтино, бидејќи најлесно е да ги нападнеш ромите. Ништо не чи. Апропо ова и со скриена и со нескриена една омраз. Ако морам да кажам дека не знам дали сите сме дискриминирани, особено кога станува збор за начинот на кој функционираат овие социјални институции кои би требало инаку да работат на интеграција, да им помагаат на разни категории на луѓе. Сакам кратко само ќе споделам зашто ми направи силен впечаток, вака дури ме вознемири статус на една жена на Facebook. Ќе го прочитам кратко во врска со старите лица.
Денес вика видов нешто што не треба никој да го види. Дом за стари лица, пренаменет од напуштен хотел. Не дом, не грижа, туку занемарен простор каде достоинството умира тивко. Синтелонот во ходникот валкан до одвратност, тоалетите измачкани со измет, мирис од тежок понижувачки. А тие што треба да се грижат, негувателките и персонал, што изгледаат запоставено без трага од професионалност и хигиена. Побаравме да видиме соба, само една, да видиме каде спијат тие луѓе. Стоја пред вратата како обезбедување, не пуштија. Но и тоа што го видовме надвор беше доволно за да замислиме што има зад затворените врати. Таму некој ги оставил своите мајки, татковци, луѓе што некогаш носеле, хранеле, школувале, се жртвувале. 47.000 денари месечно, инаку тоа чини. Зашто, прашува жената? За понижување, вика, за нечовечки услови, за осаменост, валкани зидови, кај ќе ви оди душата. Староста не смее да биде казна. И родителите не смеат да завршат. Се работи за приватен дом. Па не, ова е, веќе ти кажам, станува и вика, прашува на крај, има ли инспекции? Дом Астреон Банско. Не знам. 47.000 денари чини. Значи, пензијата ти ја земат ако ти е добра. Пензијата, за да можеш да одиш таму. Јас имам таква семејна ситуација што јас знам состојбата во пензионерските старечките домови, бидејќи татко ми кој почина пред 2-3 години заради собствената здравствена и друга ситуација мораше да престои во дом 2 години и мајка ми исто така од неодамна, исто така заради одредени здравствени компликации и така натаму е сместена во дом. Во Македонија, во Скопје сум видел, сигурно сме прошетале 15-20 домови. Има исклучително пристојни и тоа за тие пари за кои што говориш. Значи, јас сега не сакам да рекламирам имиња на домови и така, бидејќи знам неколку сме сместувале родители. Навистина е смештајот, па можам да ти кажам дека е првокласен, а најмногу што е добро е социјалниот живот. Бидејќи знаеш, кога ќе дојде староста, моите родители и татко ми беше над 90 години, мајка ми е сега 92 годишна, во тие години најмногу ти фали секојдневно дружење, социјални контакти. Без разлика семејството, ние сме се разбира, сите завртени околу нашите родители, колку што можеме и така, ама и нас не гази животот. Во домовите, овие што јас ги знам, што сум ги посетувал, каде што конечно и родителите сум ги сместил, не е таква ситуацијата како што ја опишува оваа госпоѓа и не знам каде е тоа, бидејќи за тие пари не би смеела да биде таква ситуацијата, не знам, во Банско, не знам. Значи, треба да има инспекции, треба некој нешто да прави околу тоа. Сигурно дека треба, јас мислам, некој да води грижа. Тоа не е така. Да. Добро, Сашо, од кај да почнеме сега со темиве актуелни, што се? Па, со најголемата вест што се случи денеска да почнеме меѓународна. Што? За Трамп сакаш ти, повели. Па, пред неколку часа Уставниот суд ја сруши комплетната политика економска на Трамп, бидејќи со големо мнозинство 6 наспроти 3 суди уставни гласа и тоа со една декларација, со една изјава која што е многу понижувачка за тимот на Трамп, гласа дека царините, таксите кои што ги воведе Трамп се тотално противуставни, значи од тие од денеска се укинати и дури самите суди наведуваат дека сега треба да следува постапка од враќање на тие такси што се прибрани, за кои тие велат веројатно ќе биде тотален хаос. Бидејќи да не забораваме, Трамп до сега има собрано неколку стотици милиарди евра од разноразни земји на кои што им наметна оние будалестиве политики на Трамп кој знае, тоа од денеска веќе не функционира. И тоа е еден огромен удар. Пред да седнам на емисијава гледам, бидејќи тоа е многу свежо, пред 2-3 часа се случува, дури Трамп одржа една пресконференција во која што се гледа дека е во паника. Сега ќе се обиде нешто до тоа да спасува и така натаму, меѓутоа ова е уште една шајка во тој ковчегот кој што сам си го подготвува, бидејќи политиките му се катастрофални и во странство и во дома и особено економските политики, бидејќи деновиве се објавија клучните податоци. Прво, економскиот раст е само под 2%, што се разбира за таква огромна економија како американската не е малку, меѓутоа Трамп најавуваше над 3%. Инфлацијата му се движи меѓу 3 и 4%, што е исто така вон сите предвидувања што тој ги правеше.
невработеноста, потоа движењето на берзите, добро, берзите одат нагоре надолу секој ден зависи така натаму, меѓутоа апсолутно тоа што тој го вика tremendous најдобрата економија во светот, нема ништо со реалноста. А што значи сега сето ова, Боријан, и со тоа ќе завршам? Тоа значи дека ќе биде заради ова да не влегуваме воопште во фајловите на Епстин, бидејќи тоа нема да замине. Епстин. Тоа е нешто што Трамп го остава буден по цели ноќи, бидејќи Трамповото име во Епстиновите фајлови се споменува над 1 милион пати, така векација, овие што ги читале, тоа ти е повеќе отколку, што ја знам, не знам, прочуени книги кои што имаат по 10 тома, па не се спомнуваат главните ликови толку. Но, да завршам со тоа, сето тоа значи дека Боријан, за жал, изгледа дека ќе гледаме некаква војна пресметка во Иран, бидејќи Трамп има апсолутно итна неопходност да го менува вниманието на домашната јавност и некој ќе мора да плати за тоа. Вака како што стојат работите, ќе платат веројатно најмногу цивилите во Иран, бидејќи таму тоа не е Ирак. држава која треба да се потцени со своите воени капацитети, што ќе биде, а таму е сега сконцентрирана огромна една, како што вели Трамп, армада, најмногу во споредба со ирачката војна, значи од 20 кусур години. И тоа кое ќе пукне, тоа не е Венецуела, тоа е нешто на сосема next level, на страна што таму сега кинезите и русите колку што можат помагаат во заднината и така, ќе видиме тоа како ќе се развие, но како што ми се чини, Трамп ќе нема друг избор освен да смени темата, ако може со некоја нова драма, а поголема драма од тоа нема. И да, русите прават маневри воени со Иран, што таму ќе исто така ќе искомплицира. Кој знае како ќе, он дава некој рок сега од 10 до 15 дена за тие преговори таму да се решат. Така, таму го мечкате, поздрави, Сашо, ако те интересира. Фала. Го видам идната недела, ќе бидеме заедно во студио се надевам. Да. И тоа, инаку, која сме на... Малце Михен да го коментираме. Малце Михен може да го искоментираме, инаку во Михен, како влез, Рубио во тој оној чувен негов говор за кој ќе се осврнеме, не ја спомна Русија и Украина. А во меѓувреме гледав на Захарија интервју со Апелбаум, имаше и зборуваат за некакви договори кои се сега во Витков, овој предузимачов Градежников, што е сега главен преговарач, кој ги прави, во кои се споменуваат некакви лудачки цифри на кои тој договор би требало да ги содржи, од некои фантастични, не знам, 12 трилиони долари, кои би требало да биде некој аранжман меѓу Русија и Америка за кој подразбира решавање на војната во Украина, што и кога Захарија го забележав, ја дури не разбирам што значи тоа, бидејќи рускиот БДП е 2,5 трилиони долари, така што ова би бил економски пакет за Америка, што е 5 пати поголем од вкупната економија на Русија. И потоа па и на Америка самата, меѓу другото. Да, и Апелбаум му одговара кај што кажа дека тоа се аранжмани за бизниси и вика многу добро знаеме ние уште од 90-тите вика луѓе од Америка кои таму и какви бизниси и со што бизниси и што добиваат и како излегуваат од тие бизниси. Сега кажаме на доста валкана варијанта, но во секој случај доста брутално во однос на Украина, кој ќе погледнеш бројката на жртви, сега се зборува за 2 милиона жртви вкупно и на руска и на украинска страна. 2 милиони човечки животи се тоа. Не зборувам за семејства, не зборуваме за овие ранети, за овие кои ќе заминат од таму со трауми, со овој поствоен синдром. Тој ќе биде такво едно скрнавање, такво едно уништување, една автодеструкција на национално да постоje неверојатно, но добро, ќе видиме. И да те, ајде, за Михе, сакаш прв да почнеш. Па види, кажи Мечка. Ако веќе одиме во целата таа тема. Мечка вика средбата со Лидл, да не забораваме за Михен. Мицковски со Лидл. Да, нема да запореш.
Да, Мицко, мислам, имаше многу продуктивни средби, како и во Давос, впрочем. Као на сајам да беше. Добро, нема врска, се вратиме на озбилните теми од Микен. Мислам, Мицко ќе го коментираме подоцна во емисијата, бидејќи целата стратегија кон Трамп му се слуши. Благодарејќи на разноразни околности кои нормално, пошто немаат поима, имаат тотално погрешни проценки. И оди као Путин во Украина. Или за Минхен. Минхен гледам дека го дочекаа говорот на Марко Рубио. Марко Рубио е инаку еден долгопругаш, што се вика во надворешната политика, тој како и сенатор беше член на еден од највлијателните членови на сенатот во тие надворешно-политичките комисии и така натаму. Да речеме, он е автор на резолуцијата која пред 2 години се донесе во Американскиот конгрес, според која председателот на Америка нема право сам да одлучи за излез на Америка од НАТО. Например. Да. Тоа што значи за Трамп, не знам, Трамп има посебен однос кон малиот Рубио, малиот Марко, така го вика, Little Марко. Марко Рубио одржа еден софистициран говор во Михен, кој што по ништо по пораките не се разликува од Джей Ди Венс и од Трамп. Меѓутоа, вештината на говорот, повикувањето на западната цивилизација, инаку ние западна цивилизација може да дискутираме цела емисија што значи тој, како се разбира. Потоа, правењето комплименти кон Европската унија и кон Европа воопшто, особено кон главните сојузници така натаму, малку ги завечи, да кажем, отворените рани што Европа ги чувствува заради оние неверојатно дрски настапи. Па тоа пред година дена оној Джей Ди Венс исто на Михенската конференција, да. И при тој самиот Трамп не може да скрие омразата кон Европа. Зошто? Затоа што Европа е се што тој го мрзи. Европа е демократска земја која е демократска заедница на земји, барем најголемиот дел, особено Европската унија и Британија, во која што важат правото, пази, членови на кралското семејство завршуваат во притвори во Британија, тоа што не може да се случи ни со најниски функционери заради фајловите на Епстин во Америка. Правам една патетна само забелешка. Потоа Европа е колевката на толеранцијата, тоа е нешто што Трамп не може да го смисли. Европа е местото е колевката на оваа, да кажем, на оваа интегративна демократска еден модел кој што се развива веќе со векови. Европа не сака автократија. Трамп е заљубен во автократија, мислам, дали сакаш Орбан, дали сакаш Путин, силни луѓе и така натаму. Европа е местото каде што, многу внимателно ги следам дискусиите во Соединетите Американски држави за тоа како Трамп се подготвува да ги украде изборите сега што се во ноември за Конгресот. Значи, прават детални подготовки како ќе ги фалсификуваат или ќе ги угратат или ќе ги прогласат за неважечки, бидејќи вака како што им оди на републиканците има да се слупаат спектакуларно. Значи, таков пораз ќе нема доживеано веројатно со децении назад. И мислам дека Трамп развива еден модел за кој можеме, и кој ќе се видиме следниот пат, ќе имаме повеќе време и со Мичо и со Мечка, што он всушност се подготвува да прави и како веќе најавува што ќе се прави, така што ние не сме го виделе. Ова денеска е огромен удар за Трамп со таксите, со цариниве, бидејќи му се руши едно од главните, да кажем, столбови за тоа кој промовираше дека ние сега ќе вратиме не знам колку милиарди, ништо не вратија, не само тоа, него се во минус со сето тоа, а сега и уставот му ги собори политиките официјално. Така што човекот влегува во една опасна фаза. Ти знаеш дека јас со емисии говорам дека не верувам што од здравствени, што од други причини дека Трамп ќе преживее политички оваа година. Може би ќе влезе во наредната, но со ова што се подготвува, веќе гледаме па ти не знаеш колку конгресмени и сенатори дури најавија или си дадоа оставки од Конгресот, говорам за републиканци, и ќе гледаат дека немаат никакви шанси за реизбор на овие избори што предстојат. Над 230 души, што е многу. Меѓутоа, Конгресот се уште си молчи, не знам што ќе биде после оваа уставна одлука денеска. Бидејќи кој ќе ја прочиташ одлуката на Устав,
на Уставниот суд, се извинувам. Тоа е голема критика за Американскиот конгрес. Во суштина одлуката вели дека тој вид на одлуки може според Американскиот устав да ги носи само Конгресот, а Конгресот си молчи 13 месеци и Конгресот, која вела, мислам, пред се на вледачката Републиканска партија, и се прават како да не се од овдека. Така што, да се вратам ли со тоа, да завршам со Марко Рубио. Марко Рубио практично ги повтори сите политики на Трамп но на еден пристоен, цивилизиран начин, со доза на умор, со доза на елоквенција и со доза на ерудиција. Се разбира дека Марко Рубио го нема сам пишувано говорот, но кој да му го помагал или да го пишувал говорот, тоа е сепак еден брилјантен говор, бидејќи Марко Рубио и како сенатор е познат како добар говорник. За разлика од J.D. Венс, да не зборам за Трамп, кој што е неупотреблив тој. Па не знам дали го гледаш овој состаноков, првиот состанок на Советот за мир. Да. Имаше ли прилика да видиш? Гледав. Ја не знам, само Мицко знаеш што да беше таму, пошто сме ние први периметарот, а Еди Рама беше, например. Па никој не, овој српскиот свет, никој не е викнат, ни ние, ни србите, ни Босна, ни Црна Гора. Немаат покана, овие другите одбија сите по Европа, Еди Рама и бугарите прифатија. Таму Трамп какви глупости бореше, и тоа екстензивно, над саат време говори. Па тоа треба да, како да кажем, секој кој што има време и еве за викендов, мисли малку забава да види, да го одгледа говорот на Трамп. Па тоа е лоботење, глупости на невидено ниво. Кој не би било трагично со оглед на судбината на тие луѓе таму во Газа. Да се вратам на Рубио, стварно добар говор, мислам, стварно впечатлив говор. И да, малку да речеме ги смири страстите од она излагање на Венс пред точно година дена, дрско, безобразно, па за слобода на говор, што им кажуваше. Добри реплики, гледам годинава, Латвија вика, вика, овој што се пее 6-то место по слобода на изразување, ни кажуваат нас за слобода на изразување, кои сме на второ место во светот по слобода на изразување. Мислам, тој тип на глупости. Но да, ништо поразлично, затоа што на крај, главната порака, мислам дека Рубио ја испушти во Будимпешта. Ја остави, нели, давајќи му на Орбан ветер во едрата пред изборите кои му се критични и нагласувајќи дека Унгарија е моделот и Централна Европа, односно Вишеград, дека се земјите и моделот каде што нели и Словачка е влезена во тој тип на и либерална еден циклус со Фицо, Чешка со Бабиш исто тука е некаде на пола, дека тие земји во тој регион се земјите какви сака Америка да ја види Европа. Односно, само да те подсетам, кого и да поддржаат Трамп и трампистите во европските избори, тие ги изгубија избори. Тоа сакав да го кажам, ама тоа за екстремната десница, ако некој ја спаси Европа од екстремната десница, тоа ќе биде Трамп и за тука треба да му се заблагодариме. И сега ова инсистирање на суверенитетот за кој гледам и овие нашиве тука се радуваат десничариве, тоа е сега, таа Европа, нели се тоа нечи. Вака околу суверенитетот, значи и повикувањето на нели државата, нацијата, сувереноста на државата. Имаше една феноменална реплика овој чехот на Бабиш кој е сега за не знам за европски прашања кој учествуваше на една од панелите на Минхенска конференција, изборува како Брисел тоа таму е некаков си апарат кој не е демократски, бидејќи тие луѓе што се таму не се демократски избрани. Као? И дека тоа треба... Чекај, извини само да кажам, тоа беше панелот со Хилари Клинтон, со Иван Крастев, и Сикорски. Со Сикорски, мажот на Ен Еплбаум, која е спомна, кој е министер за најгорешни работи на Полска, на што Сикорски му одржа лекција. Лекција вака, тоа е за демократските избори во Брисел. Да, дека практично комесарите се од партии кои се избрани, кои добиле доверба во своите држави. Пратениците исто така. Во Европскиот совет одлучуваат влади кои се избрани на демократски избори. Тој тип на
тези кои као враќање на суверенитетот, пуште кој ќе ги чуеш од чеси и од маđари кои до вчера, до 90-та, до 90-та, до 2005-та, мислам, беа вака, како ти кажам, бедно изгледаат тие општества, да знаеме како изгледа. И видоа бел ден од како влегува во Европска унија со милиарди кои ги искористија од Европска унија и сега они држат лекции на Европската унија. А Соединетите американски држави го поддржуваат таа тенденција за суверенизам, која притоа многу познато дека во историјата во Европа, додека не почна интеграциите во Европа, тој чувен суверенизам неколку циклуси на војни во неколку векови носеше во Европа. Така што ако Европа влезе во таа матрица на суверенизам и нели ја остави, односно почне да се оттргнува од Европската унија или да ја уништува однатре, тоа е еден вака чист рецепт за нов циклус на конфликти и ослабување на Европа, каде што евентуално она би била тек тогаш зависна од Америка и би постанала, како ти кажа, би постанале вазали на Америка. Но фала Богу, Европа не е Орбан и се надевам дека тој слон во кристалнава продавница за кристал, како што и Мерц го нарече, дека ќе изгуби на овие избори во април, иако тоа не е толку известно. Од друга страна, Европа на Рубио му порача: готово е, со вас се разбравме, немаме, мислам, окей, ова во НАТО нешто тука ќе соработуваме, битни сте ни и вие, кој што нели Рубио рече дека сте, но Европа влегува во еден скроз нов историски, можам да речам, циклус. Најавија формирање на нуклеарен штит за Европа, бидејќи до сега во голема мера, односно прилично зависат, се уште зависат од Соединетите американски држави и едноставно не знам, може би е и добро што ова се случува, а поразениот од цела оваа конфронтација со сојузниците преку кои Америка 80 години успева да биде една доминантна сила во светот, е благодарејќи на тоа сојужништво со Европа. Во секоја смисла, геополитичка, економска, како сакаш, социјална, како сакаш наречија. И на крајот мислам дека конечно во Европа, знаеш како пред војната во Украина беше све некако заспано, млитаво, еврократски. Едноставно се разбуди Европска унија. И тоа е можеби и добрата вест, така што може добро овој Трамп што се појави. Знаеш, секој е лошо за добро. Не знам како да кажам. Морам да ти кажам дека на Европа одамна и се немаат случајно, ако смеам да примеме малку еден црн хумор, толку добри работи како што се случува во последнава година-две. Прво, Путин да го измислевме, не ќе можевме ваков да го измислиме, се разбира трагедијата со војната во Украина е огромна, но за европски потреби, види, ако некој некогаш се сомневал дека украинците имаат свој национален идентитет, Путин им го зациментира идентитетот за вечни време. Да. Значи, таква будала која што сите стратешки цели ги промаши на еден неверојатно спектакуларен и скап начин. За тоа плаќа Украина огромна цена, за тоа праќаме сите во Европа голема цена. Русија од ова нема да може да се опорави наредни 3 генерации. Значи, не говорам наредни 10 години. 3 генерации од оваа катастрофа што им се случи со Украина и со Путин. Затоа можеме посебна емисија, тоа е веќе јасно која димензија на катастрофа е. А Путин при тоа не може ни да си дозволи да престане да води војна во Украина. Затоа и не може да се договорат, бидејќи тоа го кажуваме 100 пати, значи он не може утре ако престане војната во Украина со некакво примирие, почнува да му се одбројуваат деновите на Путин во Москва. Тоа е едно. Второ, види, јас
веќе известно време, да кажам, можеби со месеци наназад, воопшто не гледам на овој тип на, знаеш, влеговме во една центрифуга во целата, би рекол, европска интелектуална демократска јавност со разноразни патетики дека еве сега Европа е слаба, американците, ние сме неподготвени. Јас немам таков впечаток. А ако сакаш да ги, мислам, во кој било секторот гледањето на работите. Да, Европската унија е компликуван механизам, заради тоа е спор, заради тоа е подложен на разни компромиси, одлуките се одолгуваат, но ова што се случува особено во последната година со Европа, ќе даде нов идентитет на цела Европа, особено на Европската унија, на начин што ќе зациментира, како што ова будалава у Москва го зациментира украинскиот идентитет, така и Европската унија, бидејќи на еден спектакуларен начин се еманципира америчкото големе влијание. И ако некогаш за нешто треба да му се каже фала на тој Трамп, тоа треба за ова да му се каже. Да не ти кажам дека сега Европа се уште една огромна економска сила, да, во разни држави, меѓутоа, не знам дали знаеш, например, месецов Rheinmetall произведе, ја не знам дали е тоа добро или лошо, ние за милитаризацијата на Германија сме разговарали и ќе разговараме, но произведе повеќе муниција отколку сите американски фабрики заедно. Така што, знаеш, тој механизам кој ќе се пробуди, он е спор, меѓутоа тоа е една таква машинерија која потоа не можеш да ја угасиш. Ова експлозија на развој на Полска, например. Па ти да го слушавме во Михен, председателот на Финска, со неговите стратешки погледи за тоа каде оди Европа, каде оди неговата земја, која, да не заборавиме, има 1300-500 километри граница со Русија. И искуство од војна, од руска инвазија во светот е финската армија, од толку мал народ имаат милион луѓе спремни за во еден систем. Па ти погледа онаа будала од Путин, ги натера Шведска и Финска да влезат во НАТО. Па тоа, значи, како да ти кажам, треба си не глуп, треба си будала. Како што и будала, овој другиот и Прекопјанов исто будала. Потоа, да не говорам за визиите на Канада. Ова се потесно поврзување со Европската унија, со Европа. Со митко и без митко, ние во еден момент ќе мора да влеземе во Европската унија. Пружаат отпор и нашиот многу, клоцаат, не се даваат, ама како што гледаш више почнуваат. Слушам дека и Димитров Никола таму рекол дека богати не смеа да ве испуштиме следната прилика за влезот. Циркусот, не. Валда ќе му се придружат овие. Вака, ако има проширување, ние не смееме да не бидеме таму. Да. И сега, види се, предпоставам и ова невладиниве околу него што гравитираат опортунистичка мисла македонска чувена. Во последниве неколку години. Да, инаку отидоа по-десно од ВМРО што отиде. Да, при тоа ги искара СД што не се покајале за договорот за Бугарија, не добро, ама не спомна како, например, бројните спинови и лаги кои постоја околу бугарскиот договор, кои ти се познати, за кои, нели, од дека македонски јазик нема и така натаму. Што би рекол Фрчко, небитна фигура джеза. Да, слушај, и сега, види сега. Сакам да кажам, значи да завршам само со теза. Европската унија не само што е пробудена, туку е тргната во една консолидација и координација која што наредните години. Види, ова не се процеси да разговарам за следната среда или за во април. Ова се процеси кои ќе тргнат, потоа даваат резултати на среден и долг рок. Затоа ти викам ова историски циклус. На мобилизацијата политичка во Европската унија. Ова, па види ти во Михен, токму Сикорски му одржа лекција на овој замеников министар што го спомна од Чешка за надворешни работи, еден десничар кој што не ги кажува сите овие работи за тоа колку Брисел бил овој недемократски, што е незамисливо доскоро да се случува на отворена сцена. И Хилари беше добра, пак да биде речено, и она одржа неколку лекции.
Но сакам да ти кажам дека се гледа дека е тоа пробудено, се гледа дека се консолидира во битни правци, се гледа дека наспроти Вашингтон, ние, види, за Македонија, Вашингтон, ние треба да дигнеме споменик на Америка во центарот на Скопје, да тргнеме онаа будала на конјот што ние таму ставена, како се вика тој што беше тој јавач на конјот у центарот на парк, таму треба да дигнеме амерички јарбол со америчко знаме. Значи Македонија немаше да постои без американската, и тоа ја не го кажувам ова за Америка, за сегашната власт во Америка, затоа што не ја ценам америчката поддршка за држава. Но види, ќе помине и оваа будалаштина од Трамп. Ќе трае, штетите се огромни, ќе има тука уште компликации, не викам не, но ја стави Европа на една шина која што сега ќе оди во тој правец наредни децении, не само месеци. Па тоа сега ти кажа, ова е нов историски циклус за Европа, и ако да те преки. Канада имаше вест дека Канада се приклучува на безбедностиот европски систем. Пази, Канада. Па се разбира. Затоа што ги ставија во тесно канаѓаните, просто едноставно после сите они изјави. Да се вратиме да, инаку проширување има и сега гледај сега што станува незгодното. Ние овие тарамантиве разноразни ги слушаме 2-3 години како не пропаѓа Европа, нема да има проширување, тоа нема врска, значи од на сите нивоа, нели, од експертски министри тоа го кажува, и тоа прилично сигурни во себе. Е се гледај сега што е проблемот. Црна Гора станува очигледно дека влегува во Европска унија, еве ќе почнат да драфтаат пристапен договор за И сега Албанија исто така. Работите се движат страшно. Кој бев и во Црна Гора и во Албанија, таму е веќе јасно дека тоа е, како ти кажам, кој ќе се донесе тој тип на геополитичка одлука за проширувањето. Бугарија и Романија не беа скроз спремни они кои ги влегоа. Да гледам и во Црна Гора. Па ни Грција, ни Португалија, ни Шпанија разговарав со некој од невладиниот сектор во Црна Гора што работат на овие shadow репортиве за разни поглавја. Вика, исполнето е, вика, ние сега се обидуваме да притиснеме што повеќе може да се имплементира, и затоа има во Црна Гора и во Албанија една жива дебата, целото општество е фокусирано, мобилизирано околу тоа да се имплементира што повеќе, затоа што вика после кога ќе влеземе, тоа ќе биде, бидејќи тој притисок на преговорите се намалува. Но затоа се отвара сега таа тема. Колку ќе не чини, бидејќи ти кога си членка на Европската унија, ако не ги исполнува стандардите, ти имаш Европски суд кој ти дава пресуда. Тоа е тој грешно ако си паркиран, ти става ливче. Ама на ливчето не пишува 350 денари, место 350 милиони евра ти пишува. Особено во екологија тој тип на казни. И сега се обидува граѓанскиот сектор што побрзо да се имплементираат законите, дека трае преговарачкиот процес, за да останат што помалку кои ќе висат во воздух. Но таа одлука е донесена и сега и Вучич прво ја даде таа изјава, сега вика 27-ма ние сите ќе влегуваме, потоа и Мицковски го повтори тоа. И на начин кој... види, сакам темава, знаеш како ми личи? Темава што збориме, кој се разбира ова што го кажеш Мицко и така. Како бе одеднаш дрогата потекнува марихуана од Македонија? Та не ви беше дека тоа нема врска од кај знаете, ни МВР нема такви податоци. Да, беше ќе видиме. Одеднаш ти дури апсат таму, не знам колку души, па било од Струмица, па било... Инаку што прават преговорите? Така ти ова политикава према Европска унија. Околу преговорите што прават? Тоа е баш онака илустрација точна за тоа што се случило. Што ти говори тоа? Ти говори дека власта е умешана во трговијата со марихуана. Нема промашек. Само ќе видиме дали ќе се открие сега или кој ќе излезат телефонските разговори. Мечка вчера во многу интересни детали кажа околу припадници на АНБ кои биле во Охис, кога таму тоа се што овој министеров од Србија врзва, тука малку ќе биде. А се вратам на ова, Сашо, и со Мичо пред малку по телефон малку разговаравме на оваа тема. Вака, значи, и Мицковски вика, ние
ако влеземе така, а ќе ни бараат само да исполниме надворешна политика и правосудство, што, нели, еве за тоа ќе разговараме, потоа вика градуелно да се интегрираме во Европска унија и ние прифаќаме на тој начин да ги направиме уставните измени. Сега. Во тој случај 27-ма и градуелно пристапување нема да имаме право на глас, што за Мицкоски не е проблем. Зошто е тоа така, сакам да објаснам. Прво, можноста, постои опција да се влезе без право на глас ако остане Орбан во Будимпешта. Бидејќи моментално Орбан го кочи процесот на реформа на Европската унија за да може да се разбие консензусот кој е сега неопходен за многу прашања, па он ја кочи, например, Европската унија во однос на Украина, како што знаеш, и он нема шанси да отстапи од правото на вето, затоа што го користи како механизам за рекет, уствари, во однос на Брисел. Значи, тој ни е најголемиот проблем, Орбан, овој пријателот, што е единствен, кај што Владиново авионче единствено лета. И до Јадран, што било шат пат. Сега, кај е тука проблемот? Прво, нас, Бугарија, не значи дека ние ќе мора да го исполниме тој дел. И потоа, сакам да искоментирам околу ставот на некои бивши министри на надворешни, да нема билатерални прашања. Чекајте бе малце, вака е, сега ќе мора да кажам неколку случаи. Хрватска имаше проблем со Словенија, словаците имаа проблем со Унгарија, чесите имаа проблем со Германија. Црна Гора, моментално, има проблем со историја, има проблем со логорот Лора, каде што се малтретирани Хрвати. Проблем има со нападот на Дубровник од црногорска страна. Има проблем со Превлака, кој е територијално прашање. Значи, тоа со билатерални спорови као не може да има, ја не знам тоа кој како го замислува. Бидејќи една од ставките околу Копенхашките критериуми е добри билатерални односи и регионална соработка. Енде, мислам, тука да бидеме на чисто. Ние не можеме да избегаме од некои теми од кои што сакаме да избегаме. Например, ние ако ништо друго за нас, ние мора да отвориме темата, чекај, што правевме ние после војната, што правеа Темпо и Боби Радосављевич со Колишевски во однос на бугарите кои многу мине избегаа од Македонија. Што се случи, например, со сопругата на Гогуловски, земјо македонска што ја пее, инаку ВМРО-вски пејач. Судбината нејзина, не знам дали ти е позната. Тоа било одвратна дискриминација изложена поради тоа што нели родителите и биле бугари или се декларирале како бугари и така. Тоа се црни петна кои ние сами ќе треба да ги отвориме еден ден. Нема бегање од тоа. Мислам, и тој диалог со Бугарија, кој треба да биде диалог меѓу цивилизирани страни. Се разбира, при тоа и да овозможиме од таму да добиеме соговорници кои се цивилизирано разговараат, а не полицајциве као Каракачанов и слични. Биде, Боре, сам дека кога ќе се создаде таа политика за влез на, бидејќи не се работи само за овие балкански земји, што ги говори, се работи за Молдавија, се работи за Украина и така натаму, гледам дека се повеќе се заговара еден нов голем бран на приклучување, да, тоа ќе биде со веројатно некакви нови стандарди околу тоа кој ќе може да гласи, да одлучува кој нема да може и така натаму, но тоа тркало е завртено. Да. Тоа е ова што го разговараме така и за претходно, за целото ова, како да кажем, освестување на Европската унија, и тоа ќе треба време и во однос на проширувањето да се решат одредени проблеми, но мислам дека тоа тркало е завртено и без разлика каков Мицко, каков Шицко, нема врска тоа што он мисли за тие работи. Ја додека сум на власт, па нема да бидеш на власт, и тоа ќе биде така, како што и некој пред тебе истото тоа го доживеа. Патем да ти кажам, ме убедува еден пријател, кој би требало да знае подобро од мене, дека секое одење на авиончето во Будимпешта имаат договор, наводно, сега не можам да тврдам, меѓутоа човеков кој што знае ме убедува, дека Груевски зема соба во хотелот во кој што престојува
или Мицковски или Александар Николовски на тој начин ги прават средбите. За да не биде тоа по соби, по хотелски соби, за да не биде тоа наводно, за да не биде очигледно за случајни минувачи или за новинари и така натаму. Сакам да ти кажам дека ти од 20 лета да имаш 10 лета до Будимпешта, со што се оправдува тоа? Што имаме ние, каква соработка, парите ги договорија, се единствено останува да се види парите како ќе ги делат, што кој колку што му припаѓа. Друго немаме ние соработка со Унгарија. Не, мислам тука е јасно, тоа е јасно ко бел ден, мислам. Како да ти кажам, сите други заедно посети, ови од Инфомакс така ме насмеа вчера, завчера, кој извади оваа снимкава на госпоđа Гордана, председателкава. Гледам напред, гледам позади, гледам на небо. За авиончето. Тоа така една... Ама истото тоа сега го прави и СДСМ. На држава веројатно реално и треба единствената среќа на Мицковски. Сите кога се во опозиција, се извинувам на речникот, бидејќи е сепак после 10 часот, јадат гомна против таа идеја. А сите знаеме дека државава тоа авионче може да стигне во заменување и добро во некаква финансиска конструкција која било врада, треба да купи ново. Ама се сами на себе жртви. Не, збор. Бидејќи во опозиција зборат едно, а кои ќе дојдат на власт после зборат друго. А инаку наместо да седнат и да се договорат, па тоа е авионче, се возат сите што треба да се возат и кој да е кога на власт. И сликата на Мицковски е што има таква килава опозиција каква што е, која простор нема никаков капацитет да, така што тоа е неговата единствена вака компаративна предност. Инаку по сите други основи он е пропадната работа како проект. Но се додека е вака оваа структура опозицијски распоредена и организирана, тоа ќе биде така. Но дозволи ми да се осврнам на многу битни моменти, бидејќи се Мицковски вика 27-ма тоа ние кој ќе се забоде македонското знаме во Брисел на преговорите и се вика тоа имаме само надворешна политика и правосудство. Еве нека биде така. Што правиме со правосудството? Еве, оваа недела имаш портпаролка на влада, која во дебата со Жерновски, мртва ладна му вика на Жерновски, тоа ќе ти падне на, не знам, на апелација или не, и ова прашува, вика, она, извини, имам информации дека тоа ќе ти падне, пази, портпаролката на влада, има информации каква ќе биде пресудата за Жерновски за некој предмет околу клевета, не знам што е таму, појма немам, што се случува. Мртва ладна вика дека има информација за тоа. Па вака поексплиците илустрација за упат на извршната власт во правосудниот систем, вон сите овие европски стандарди за кои инаку треба да се преговара ако влеземе во преговори, здравје. При тоа имаш, еве и денеска нова епизода, Мицковски вика, јас, Ленче Ристовска, не ја сакам за обвинител, иако советот на обвинители, кој би требало да биде главниот фактор кој одлучува кој треба да биде главен обвинител, и дава сите, од 100 можни, 100 поена и дава на нејзината излагање кое го имала валја пред советот на обвинители. И сега, и го имаш и Вајц во извештајот, не знам дали го виде драфтот на извештајот, кој мислам на 25 или 28 февруари ќе биде презентиран во Брисел или Страсбург, не ме држи за збор, кај што исто вика експлиците, Македонија е заглавена во преговори, нема никаков напредок, судски ова правосудството ништо не се случи. Мислам, како кажам, едноставно еве да речат по тоа што Мицко го сака, да 27-ма влегувате. Само правосудство и правда и правосудство и надворешна политика да усогласиме и вие влегувате. И како ќе влегуваме? Порјан, они се заглавени во проект да редефинираат све што правило СЈ против нив. Каква Ленче Ристовска Мицковски не може да ја смисли? Се разбира дека... Не, и она знаеше, Сашо, извини, она знаеше дека нема да биде избрана. Намештајки. Ние ова милион луѓе што слушаа што се збореа на телефони, тоа не постои. Него СЈ, тоа била партиска машинерија и така натаму. Да коментирам нешто, има овдека еден гледач кој не гледа и во живо и така, Интеркулер вика, дали Орбан и Унгарија ги оговарате затоа што се со ВМРО блиски?
Да, точно, ги оговараме, затоа што Унгарија е една од најавтократските држави во светот, а и се блиски со ВМРО и тоа навистина тешко ни паѓа. И вториот коментар е дека Украина не може да влезе во НАТО и ЕУ заради осакатената територија и нерешените граници. Прво, во НАТО нема да влезе, тоа сум сигурен, иако НАТО би имало огромен корист од Украина, бидејќи Украина има армија која што веројатно во моментов една од најдобрите во светот, не само во Европа. Според перформанс, да речеме меѓу 3-4 најдобри армии, тоа би било исклучително голем капацитет за НАТО доколку Украина влезе во НАТО, но не верувам дека тоа наскоро би било можно. А што се однесува до Европската унија, да, точно е дека разговараме за период во кој што на некој начин би се завршила агресијата на Русија врз Украина. Значи, не верувам дека Европската унија ќе влезе во проширување со Украина во ЕУ, додека уште трае војната. Како што стојат работите, мислам дека таа војна ќе потрае. Мислам дека овие преговори што се водат во Женева, што ги води овој аматер заедно, како го викаш ти, real estate менеджеров, кој иначе е главниот преговарач и за Иран, не знам да ги знаеш. Знам. Така што, уствари, да бидеме коректни, во Женева преговара руската страна со Украина директно низ овие наводни американски преговарачи, бидејќи они се 100% на страната на Русија. Меѓутоа, таму нема да се случи ништо важно. Постигнати се некакви технички напредоци во воениот дел, односно што би се правило доколку дојде до примирје во смисла на некаква оператива воена, како тоа би изгледало, како би се контролирала таа граница. Меѓутоа, без политичко решавање, таму политичкото решавање е најголемо и најневозможно, бидејќи не само што Украина мора да се откаже од територија, туку мора да се откаже од територија која Путин забрзано ја губи во Донбас. Инаку јас сакам да одговорам Руска армија е така слупана што секој ден овие по неколку десетици квадратни километри им враќаат назад. Мисля, треба Украина не само да се откаже од него цел Донбас, што овие не можат ни да, мислам, не може и така, тоа нема да биде ништо тоа. Мислам дека сите кои ги разбират и работи што ги следам се согласуваат. На гледачот што прашува. И јас не ја критикувам Унгарија затоа што го поддржува ВМРО. Не ме интересира. Односот на унгарскиот режим кон либерално-демократските вредности кои ја направија таа земја да биде тоа што е денеска и начинот на кој се однесува кон човековите права, кон слободите, воопшто, кон еден сет на цивилизацијски вредности, мене лично ми пречи. И тука ми е ирелевантно дали он ја поддржува или е во соработка, или е близок со ВМРО, ДПМН, ама воопшто не ме интересира. Така што станува збор за еден принципиелен став. А вие се разбира како сакате, мислам, не е тоа. Нашите гледачи имаат право да имаат. Не се разбира, не се разбира, но да не биде тоа, нели, се партиски као они се за ВМРО, па ја не ги сакам, па ти, затоа вие не станува зборби. Исто ко за Америка тебе што те критикуваат. Сега ти си против Америка, не сум против Америка, ни ти ни јас. Ние сме против една администрација која, како кажам, е скандал во поновата американска историја сама по себе. И напротив, јас сум загрижен за тоа што Америка за нас беше пилар, еден главен столб, темел, чувар на демократијата, и сега најнаш доаѓа некој кој се однесува кода, како дури Борјан, ако смеам да направам еден патемен коментар, политиките на Трамп не се сите политики лоши. Меѓутоа, он сето тоа го поклопи со својата будалаштина и со глупостите кои што дневно ги произведува. Има они некои политики кои што се добри, особено за самите американци, не се тие сите политики да му се лоши. Меѓутоа, тоа се станува небитно, бидејќи он, како што велиш, самиот веројатно ќе биде прогласен за најлошиот председател да речем во модерната историја на Америка, да не одам повеќе од 100 години наназад, но да речеме од Првата светска војна наваму немало ваков председател во Америка, дури со моите скромни познавања кои се нешто поголеми од просекот у Македонија за тоа како изгледаат американските председатели. Борјан, ние сме веќе 70 минути во живот, да не им досадивме на гледачите.
Ништо. Особено што Мечка и Мичо чекаат да се уклучат, верувам дека се низок старт таму од како си во Виена, не се гледаме на кафе и сега имаме, се собира овакво муабет. Вака кога си во Скопје ќе пиеме некој кафе, па по некоја тема ќе овако ќе се реши и на тие кафења. Па ништо, тоа е Сашо, тебе те чекаме да дојдеш другата недела. И да имаме се гледаме во живо во студио, се надевам заедно со Мечка и тешки Мичо. моменти со Мечка и Мичо. Да, ќе биде поработки, имаме можност да си поразговараме така на подолго. Меѓу другото, из кондиција нас ни треба, овие гајле немаат, ама ние 3-4 сата у студио. Мене ми е тоа доста травматично, ама вреди. Еве, поздрав завршен од Виена, кој е дел од Европската унија, кој е само што не е пропадната. Тоа, држи, ја молим те. Ето така. Добро. Ајде, почитувај гледачи и ви благодариме за вниманието. И од